Стигнавме во Рубиол. Ова е на многу високо место. Ќе ви кажем само националниот парк како се вика. Денеска правиме пица. Национален парк Меркантор. Ова е дел од патеката на Тур де Франс. Едвај се извозевме саат време 11 км, мислам дека ги возевме. Буквално сме во облаците моментално. А сега е време за ручек, бидејќи сме гладни, е 5 часот. Мама ќе прави Пица со Марк. Пиеме винце, ќе одмараме. Денеска правиме најубавата пица на свет. Може да испане 3 или 4 или 2. Две тесто имаме. Сега го правиме сосот. Што има во сосот? Има сол, има патлежан сос. И сега ставаме орегано и сега ќе изставиме. Сега требаме да земеме на ложица и да... Хајде ти. Може ја? Много добро. Што малце? Ке оставиш ли од сосот или ке јадеш све? Само што е на ложицата што не може да искочи. Сега што ќе ставиме? Саламче. Не е салам. Има многу убава мириса. Ставиме кромин. Може тато кромин? Не, не. Значи само салама, чиз, маслинки и феферунки ќе ставиме. Ујнес чак и кърба селера и тук кърбе и нашмеле. Марк прв пат проба моцарела. Баба мириса, брат. Да? Што остави сега? Маслинка. Така како изгледа. Ујни, полека. Сега ќе чекаме. Нормално не се јаде пицата вака. Сега ќе се испече и после ќе ја јадеме. Тадам! Првата пица е спремна. Убава тенка. Доле, шишко. Нешто треба да најдам како да извадам. Ќе помогнеш, Марк? Igen. Узат. Е. Чао. Значи ова има во Lidl ток du шеф. Не знам дали има од сите Lidl во Србија или Грција, ама ако има, земајте вакво, многу практично. Еве сум јас. Вака многу паметно спреман. Извадиш, вака треба да се отвори. Тадам! И одма во пекачот, вака заедно со хартија. И заедно со рака. Заедно со Марке и се изгори сега уште малце. Пак томатов сос. А македонска пица е најдобра. А Едит и Марк ја прават најдобрата македонска пица. Добро утро, друштво од Националниот парк, што ви го кажа пред малку. Времево е полулошо, но за сега не сме нашли нешто магично во овој дел за да останеме, така да ќе продолжиме нагоре уште према други национални паркови, додека не стигнеме скоро до Гренобл, од каде што дојдовме, и полека да влеземе во Италија. Ова со фотографија станува опасно. Не може да се издржи до 2 години. Наоѓаме мали вакви кукички со вакви сцени. Мора да се фотографира. Дојдовме мршојаци за тука во Националниот парк над нас. Први мислевме дека се соколи, но кога дојдовме поблиску огромни со голи глави.
сега хапнам на мормоти, ја не знаат ке животни. И мама сега ми кажа дека ова тука местово е доброто место за морморите, усвари многу го сакаат ова место морморите. Бидејќи гледај го, све сува тука, све сува. Абе чекай малку сега. Види овие зимзелени дрвава се жолти. Епа вакви патишта си трошат бензин. Затоа мора да ставиме повторно и да најдеме после место за јадење и спиење. Ова е скапиот, скоро 1,7. Ти што преш, ке плаќаш? И јас се смеам, и јас. Доста возење беше, но за мене искрено ова беше врвот на ова патување. Најубавото нешто што го имам видено. Подобар пат немам возено. Имам убави возено, не знам дали е најубав, ама е во групата на најубави. Паркирани сме одма до реката, која има небесно-сина боја. Импровизација на рампи имаме, ме мрзеше да ги вадам рампите, и овде. На Парк Fortnite вела дека тивко е, дека е супер, така да може дека да пренокиме. Марк оди да се бања. Имаме среќа што мама е експерт во готвење. Сака да готви, да речеме така. Не сум експерт. Многу сака да готви, тоа е точно. Ама поише сакам да правам колечиња, ама тука во комби нема така. Затоа за нова година и за Божик спремајте се за унгарски рецепти, божикни рецепти. Ај вино сака. Денеска имаме паста, со што? Паста со кобасици, иначе ова е како болониза сос, ама наместо мелено месо ставив кобаси, затоа што Дадо купи кобасици, денеска им е рок на траење, ги сецкав, ги пржив на кромет, томато сос и тоа готово. Да ни спадне денето малку, одиме на прошетка, тука во наша близина, бидејќи Роси, не одиме далеко од Комбе. Дали ова вргањ? Не. Мисля дека ги познавам печуркиве, но има доста. Край ми кажам, тука може да се најде нешто. Гледајте колку печурки има само на сите страни. Нешто ги буткало. Еве и тука. Ова што ли е? Еве навак. Еве и овде. Волку печурки никаде немам видено. Добро утро екипа, конечно имаме после 3 дена малку сонце, мислам имаме доста сонце. Конечно гледаме врвови таму и врвови таму. И врвови таму. Има малце снег горе, мислам дека. Конечно можеме да ги доживееме есенските бои што се околу нас и да излеземе надвор, бидејќи бевме затворени во комбето и стварно беше ужасно. Не дека имаме нешто против дожд многу, но кога врне 3 дена без престан е стварно тешко. Сега, од страв да не го снема сонцето, ќе одиме на мала прошетка низ овој регион каде што сме тука, а после само ќе повозиме на 30 км до нов камп каде што ќе има исто убави прошетки.
Како ви се допадна тоа? Јас бев запрепастен што видов. Сега си искачивме моментално на 2360 метри. Кол Дизорд. Како пустина е ова цело место, ладно кочан, но се спремаме за планинарење. Еве како изгледа спремање во комбе. Диско, 1, 2, мачката негде тука се врти, вода, ранци, новчаници. Скијање нема шанси да правам со малиот во комбето. А брат, шо е ти? Едица, ја сакам да му земе ранец и мали брат да доаѓа, уште тој да го спремам. И вецето го носи. Не му треба ништо, само ранец. У 2 квадрата да се спремаш за ладно хајкање, треба психа. Абе, мама ми стави една пижама. Па да ти биде потопло. И одма во кревет после. Па ќе се испрја, кога дојдеме. А ти што ќе правиш? Што планираш да правиш да се испрља? Ќе факјам, ако има некои тешки места, ќе треба да се качувам. Марк, иначе, цел ден се снима и имаме толку видео од него што зборува и што влога, така да мислиме да отвориме канал посебен за него, каде што он ќе зборува цело време. И кој сака да го слуша Марк, 24/7, ќе оди на каналот Марк Тапшано и ќе ужива во неговите приказни. Еве ги спремни. Уште ракавици, Марк, обавезно. Ми ги земам моите ракавици, ама имам нови ракавици, ама едните ми се мокри. Сега треба да ги носам некои големи. Муки. Еве ги нашите погледи. Ќе правиме нов влог на македонския видео. Готово, еве стигнавме. Местото има магични погледи, буквално магични. Тука да си легнеш и уживанција. Мислам дека нема да издржам 2 години, тоа е уште неколку месеци да останам без фотографија, така да се враќам официјално. Плюс имам идеја да почнам школа за фотографија во Скопје. Ако мислите дека е добра идеја, пишете во коментар. Одиме да откриеме што има во пештерата. Па ја си знам дека има. Нема ништо сега тото. Тата, дојди. Прв стигна? Марки шампион. Ха, кукичка. Ти знаеш, што е така. Добро качување. Сега е време да го продолжиме нашиот пат и да најдеме добар кампер стоп за оваа вечер. А прогнозата вели дека утре времето ќе биде супер. Моментално сме на некој си 100 км од Гренобол и истражуваме нов национален парк, овдека доле што го пишува. Еве каде сме паркирани за вечерва, таму ни е комбето, тоа белото, а ова се околу нас, вака што гледате, горе ондека се врвови. И доколку утре времето е како што треба, сонце искочи, ова се ќе биде розево, портокалово, виолетово, ќе биде преубаво. Екипата е многу сериозна во хајкање. Сериозен муавет правиме за тие животни што се на Алпите, се викат на маđarски мормута, на англиски мармот, да нека пишете доле како ги викате на македонски, затоа што маж ми не знае. Стварно не знам како се викаат, као мали да барчиња. Сега одиме на кратка прошетка, не одиме далеку, бидејќи веќе е касно, ладно и тоа. Еве, а маглата не стигна. Тоа душа не е магла, него е облак. Ако немаше за копирајт, за ова најде која песна е? Far over the misty mountains cold. Бидејќи денеска многу планинаравме, не возевме многу, но возевме по такви измјулести патишта, денеска имаме брз ручек. Но многу убав. А, гледай што нацртав. Имаме пиперки со јајца, имаме димена скуша. Димена скушева? Не димена, ама убава. Сиренце од дома, уште волку не остана. Ерош пишта, ова треба да почнеме да го везуваме во Македонија. Да. Го ставаат во секоја манџа маđарите. Мислам дека затоа што македонци јадат многу манџи, би било многу убаво да имаме ова во Унгарија, во Македонија. Добро утро, понеделничко утро. Станавме пред изгре сонце. А зошто станавме? Ради ова. Ова ни е погледот ова утро. Ниту едно облаче околу нас, само врвови. Ајде го летнам дронот, вие у коментари кажете што мислите за се ова. А пред да летнам, немој да мислите дека само ја и Едит сме станати. И Марк е станат да гледа убави бој на изгре сонце.
Искрено да ви кажам, летањето не ми се допадна многу, не беа тие бои што ги очекував и мислам дека требаше на половина час порано да почнам да летам, бидејќи ги открив и другите планини што се позади ова брдо на кое се качуваме сега. Но тоа е што е, сепак беше окей. Сега се пуштаме да планинариме малце, да го искористиме сонцето, да сумориме малце и потоа може да бараме нова локација. Чувството кога се искачуваш и за прв пат ќе ги догледаш големите врвови. Го чекаме сонцето да се појави, да не стопли малку. Стигнавме на врвот од овој рит. Ајде, Марки! Не е лошо. Не е лошо? Не. Уште сонцето. Да. Повторно се уклучивме на Рю де Гранде Алпс и овој пат одиме према два пролаза, Кол ду Килбер и Кол ду Телеграф, така мислам дека се викаат. Имаме малку возење до таму каде што сакаме да застанеме. Денеска сакаме да уживаме во природа, а не да возиме многу. Така да најдеме само добар паркинг каде што ќе би имале мирна ноќ и да јадеме и да се пуштиме повторно на планинарење. Конечно чекавме снег, таман Марк ќе поигра малку, ќе се олади, дека многу му е топло, а ја ќе се качам таму горе, за да можам подобро да летам со дронот, да фатиме добри снимки. Овде, каде што одам сега, овој пат затворен. Сега знам зошто е затворен, бидејќи овде е се мраз. Че буквално не се гази. 3 пати до сега ќе падне. Но еве каде ми е целта, да летнам ондека. Ете ги мамо и Марк. Го нападна и сега е цел со снег и цел со мраз. Се качувам по овие карпи тука со снег. Уште многу малце остана, но се надевам дека ќе биде прекрасен поглед. Опа, стигнав. Еве го, тоа што сакам да го снимам. Денеска ќе јадеме стейкс. Имаме компирчиња спремни и малце свинско месо што ни остане од завчера. Пишува дека 2,5 минути. Брзо ќе се сварат. Колку беше 2,5 минути? С другата страна. Две и пол минути е многу малку, затоа што ни јас ни Додо не сакаме стейкот кога е rare. Значи ова уште е малце розева натре. Треба да печеме уште малку. Ајде, едните се спремни. Вака. Не е лошо, мислам дека. Јас не сум експерт за стейк, затоа што многу ретко правам. Иначе, другите беа
пишуваше дека маринирани со шалот, тие се како помали кромичиња. А многу убаво мирисат. Ќе видиме како ќе испаднат овие. Тоа е, брат? Многу убаво мириса. Да. Нема стек за тебе. Малце многу скапо за тебе. Со добро месо мора да пиеме и добро вино. Ова е од подвинаријата, од Прованс, каде што спиевме. Кюве од Прованс. Треба да купувам подобро вошто. Брат, мислам дека ќе се полуди од мирисот на месото. Да. Изгледа многу вкусно. Да, мислам дека многу вкусно. Само се плашам малце затоа што ти многу си вакво со крвта, ама мислам дека е окей. Мислам дека нема да биде толку проблем. Ќе видиме. Едната пишуваше маринирана. Многу убаво мириса. Едната е нормал, другата е нешто посебно, нешто екстра. Вчера случајно се искачивме на едно место, буквално беше вака, сигурно едно 30 евра потрошиме во бензин за да дојдеме до тука, но местото е прекрасно. Сместени помеѓу две вештачки езера, сега моментално планинариме покрај второто, каскадни се едно врз друго, имаме поглед на овие врвови, а од комбето имаме поглед на други врвови. Буквално како да спиеме помеѓу џинови. Во национални паркови нема игралишта, но има карпи, каде што Марк постојано сака да се качува. Ако може Тлен би се качувал. Затоа мислам дека водно ќе биде идеално за него. Марк се уште планинари, нагоре одиме се уште, и он сакаше да продолжиме. Не сакаше да се вратиме од каде што бев. Наскоро, не знам колку километри ќе ги заокружиме, ќе видам на крајот патеката, но се подобар и подобар планинаре. Мислам дека ова е добар момент да почнем да барам спонзори, за да се вратиме повторно во Непал, повторно Анапурна пролаза да го искачиме, 5614 метри, но овој пат со Марк. 15 дена, што знам, еве го тренираме, ќе видиме што ќе покаже. Мислам кога ќе биде скоро 6 години, му е време. За оваа река велат дека има пастрмка. Значи ова со мушичарење, fly fishing. Јас имам пробано неколку пати fly fishing, кога живеевме и работевме во Шкотска. Ме уѓеше еден чичко кој имаше 90 години, искрено беше многу тешко, бар за мене. И тоа треба да има таква мелодија буквално на движење на раката. Тогаш одевме по лосос, кафеава пастрмка, а во Норвешка лове пастрмка на реки и на езера, но они не мушичарат, него има едно какво, што нека воблер го викаат кај нас. Кугла која не тоне, ја фрлаш со мушицата и кога влечеш, топката скока цело време, така и мушичката скока. Тоа имитира вистинска бубачка и тогаш лососот иде. А не знам дали знаете, лосос не се лови кога има сонце, односно не одат, бидејќи нема капаци на очите и не гледа нагоре. Така да стално тие луѓето што доаѓаат да ловат, што беа наши туристи и гости, ги носевме кога беше облачно. Од сега скокав, летав и сега одеме назад на гелако аутото. Тоа има многу убава шума, најубавата шума на целиот свет. Не сум бил од сите држави, ама убава. Нормално, сите шуми се убави, нема неубава шума. Сите шуми се убави. Сега мама ќе ми донесе овоше и чоколадце, малце за бустер, преки многу хајкавме 100 километра. 2 пати се качвав, хајкав, не можев да стопирам. И сајкам до еден мост, отидов пеев, у една река, факев песок, фрлав и готово. Ај ќе житаш. Кочан.
3 степена овдека. Моментално сме на врвот, односно прелазот Кол де Лисран. 2770 метри. На таа страна е популарниот Вал д'Изер, на оваа страна е Боневал. Ова околу мене е многу популарно зимско место. Таму имате чичара. Но зашто ние застанавме тука на 3 степена? Бидејќи таму има мал дел снег, каде што Марк мора да игра. Спремен за кон у Антарктика тука у снег. Мама ме спрема за у Антарктика. Добро е, со планинарење ќе се стоплиме. 3 степена овдека. Сега сме веќе 2800 метри. Воздухот е потенок одма, но, да бидам искрен, задоволен сум од нашето кинеско вебасто на 2700, 2800, грее без проблем. Да го проверам местото каде што Марк ќе игра, мислам дека идеално. Гледате на камињата како е се бело, тоа е замрзнато. Многу се лизгаат. Работи овој нешто. Ко знае што прави. Тоа му е голем. Gonna be the house of Everest. Is no. Еве на што го трошиме нашиот ден и архитектот главен. Ама чекај, уште треба да го правиме. И главниот мајстор од Непал донесен. Добро утро од нешишана фамилијата Апшанов. Почнуваме со доручек денеска пред да влеземе во Италија. На некој си километар 2 сме од Италија. Еве екипата и Марк да се шиша. Завршуваме со багет, имаме сино сирење, маслинки, некаков друг кашкавал, ни фали вино само за тоа. Не гледано за вино сега. И кај се тие дениш? Ова ни е бред, кеса за лепче, со суво грозје и ванилија. Ванила? Ванила. Како на маđarски? Ванилија. Облака ракавици ладно кочан. Ама да кажам нешто. Луѓе, овој Марк снима толку многу со GoPro и со телефонот, што мислиме да му отвориме еден посебен канал. Ама тој ќе биде онака по-приватен. Собираме материјали, он кај што збори. Боже, направиме со subscribe, кој сака да го гледа, кој сака по-приватни моменти. Што се гледаш? И така си влегавме во Италија. Гледајте што не пречекува. Не издржавме, а да не застанеме и да не пропешачиме малку овдека. Ова езеро да го посетиме. За вас кој е најубаво годишно време? Мене лично есен. Од бој до пејсажи, до температура, помалку туристи. Леле, што е ова? Дали би се бањале овдека? Нормално во сезона кога е потопло. Ја да не бев со Марк, сигурно ќе влезев сега тука. Чи морам да влезам во езера, без разлика колку се ладни. И во Норвешка, и во Шкотска, нос облегувавме во езера. Но сега нинџана што од ондека оди, шака ми ја. Ви благодариме што не гледате, што се преплаќате, што ставате лайк, што пишувате коментари и што донирате финанси. Не знаете колку ни помагате. Секој $1-2 што ќе ни го пратите ни помага со пензин, со јадење и ни помага да креираме повеќе видеа и поинтересни. Така да се гледаме во наредно видео. Peace!